Поранешните вработени во Прилепски Еврокомпозит повторно излегува на протести револтирани од односот на владата. Обвинија дека кога биле на протест во Скопје, вице-премиерот Ѓушев им рекол само тоа дека имало најдено инвеститор за фабриката, без да им каже кој е тој. Инвеститорот наводно нудел 1,5 милиони евра, од кои дел требало да се исплати и некој за останат кредит на компанијата. Според вработените, потоа Ѓушев им кажал што сакате правете со останатите 1,1 милиони евра и си заминал без објаснување. Влезе на 5 минути, фактички ние немавме време ни прашања не му поставиме. В ствари не ни дозволи да му поставиме прашање. И сега ќе не натера ние сами овде да се искараме, некој сака плати за останати, некој ова, некој она, макар што не е во ред тоа. Ѓушев ги обвинил дека инвеститорот ја намалил дури и цената поради тоа што тие протестирале со шатори пред влада. Значи со еден збор ќе кажам, значи дека не лажат. Сега ти кажува купецот кога ве виде со шатори, ќе ја турни цената и ја турна. Што му имаме толку сгрешено? Овие 150-200 луѓе што вака не малтретира. Од владата ги обвиниле и за тоа дека опозицијата ги терала да штрajкуваат. Вработените пак демантираат секаква поврзаност со било која партија. Владата веќе ги потроши сите лаги, повеќе нема лаги и сега почна вината да ја префрла на нас. Владата, посебно вице-премиерот, не обвинува нас дека опозицијата ни ги плаќа автобусите за да одиме Скопје да протестираме. А да му кажеме и на вице-премиерот доколку сакаше опозицијата да ни помогне, имаше 5-6 години време можеше да ни го реши проблемот. Еврокомпозитовци најавија можно ново враќање со шатори на протест пред влада овие денови.